Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е министерот за образование Никола Тодоров. Господине Тодоров, дали главна причина за бојкотот на наставата на македонски јазик од албанските деца е возраста од која што треба да почне изучувањето или се наведуваат и други објаснувања? Па јас остварив неколку средби. Остварив средби со граначалниците на општините, остварив средби со некои од директорите, остварив средба и со подносителите на иницијативата пред Уставниот суд да ги слушнам аргументите. Беа неколку аргументи изнесени. Првиот беше овој, дека станува збор за преоптовареност поради возраста. Вториот беше дека нема правна основа одлуката и третиот беше дека професорите немале доволно квалификации за да ги предаваат македонски јазик. На сите тие аргументи јас имам своји аргументи кои што им ги изнесов. Правно одлуката е апсолутно заснована. Јас го имам донесено решението за промена на наставниот план пред почетокот на учебната година и го имам донесено на предлог на Бирото за развој на образование, како што е впрочем предвидено со законот. Така да од правен аспект нема никаков проблем. Од аспект на тоа дали третиот аргумент, значи дали професорите, наставниците се спремни и способни во смисла и дали има доволно обука да може да изведуваат ваков тип на настава, јас сметам позитивен одговорот и на ова прашање, затоа што професорите во текот на студирањето задолжително го учат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, полагаат 2 семестри. И исто така задолжително треба да познаваат македонскиот јазик при вработувањето. Сега, ако имаме во предвид дека описменувањето од македонски јазик повторно се продолжува во 4-то деление, значи стартува 4-то деление, тука немаме законска измена, кога настапува предметен наставник, ќе видиме дека ова е многу базично изучување преку игра, изучување на основни поими, нешто што ќе им овозможи на учениците фонетички да се запознаат со јазикот, да научат неколку зборови и така. Најмногу забелешки има околу начинот на кој се спроведува одлуката во однос на тоа дали постоел претходно диалог и меѓусебна согласност за ова прашање со оглед дека станува збор за чувствителна тема, како и во однос на тоа зошто со одлуката се стартуваше од второто полугодие, а не од наредната година, односно од прво полугодие. Да, диалог за ова постоеше, за ова се расправаше на владина седница. Таму разговаравме за начинот и модалитетите како да се изведе и така беше одлучено, односно беше донесен заклучок на влада да започнеме со воведување на македонскиот јазик од прво деление, а оваа година тоа започна од второто полугодие. Албанскиот партнер во владата очекува повлекување на одлуката. Дали има тензии во односите со ДУИ? Не би рекол дека има тензии во односите со ДУИ, ако некогаш имаме различни ставови околу модалитетите на примена или на имплементација на одлуките, меѓутоа позитивно е што постои континуиран и позитивен диалог во правец на надминување секогаш на проблемите и тоа е многу здраво во едно демократско општество. Се надевам дека во натамошниот период ќе најдеме начин како преку диалог да ги надминеме овие проблеми. Како оценувате дека сегашните тензии околу учењето на македонскиот јазик и албанските деца се одразуваат врз меѓуетничките односи во образовниот систем и како планирате да превенирате случувања од типот на оние што ги имавме деновиве во Тетово? По мене, образованието треба да биде една од ничките на спојување, значи место каде што ќе се врши целосна интеграција во општеството и единствено што не сакам да постигнам како министер е да придонесам за влошување на меѓуетничките состојби во Македонија, особено не со една ваква одлука која што во себе, во својата основа, има изучување на јазик, кој што е една од клучните скалила кои што треба да се проведат за надминување на бариерата. Јазичната бариера е една од најглавните бариери во комуникацијата и мислам дека е ова еден начин за подобра и полесна интеграција на општеството. Како планирате да ги превенирате случувањето од типот на Тетово? Тука главна улога треба да имаат професорите, треба да се зајакне воспитната улога во училиштата. Тоа е една од работите за која што активно размислувам. На 2 проекта тука сакам да се осврнам на кој што работам. Првиот е формирање на академија за обука на наставници. Тука би биле вклучени, размислуваме да вклучени директорите и просветните инспектори, но и советниците за образование на ниво на локалната самоуправа. Знаете дека образованието е сега целосно децентрализирано.
И уште една работа, тоа е закнување на воспитната улога. Тука разгледуваме неколку модели, мислам дека има еден добар модел во Ирска, на кој што поактивно работиме и на тој начин сметаме дека ќе можеме да ги премостиме овие проблеми. Една организација денуве излезе со истражување според кое меѓуетничките односи се влошени. Како вие го оценувате ова истражување, односно оваа констатација, со оглед на случувањата во образованието оваа недела? Не знам кои параметри ги користела и кој метод на истражување, не сум го видел истражувањето, не би сакал тоа да го коментирам. Јас и на почетокот на нашиот разговор напоменав дека многу ми е жал што во образованието како поле се имаат такви тенденции да се ставаат на некако да се ставаат на кантар меѓуетничките односи и се да се гледа низ призма на меѓуетнички односи. Не секогаш и не секоја тепачка во образованието, не секој инцидент во образованието има меѓуетнички презнак, и ако некогаш се случува помеѓу два етникума, сепак станува збор за ученици, сепак станува збор за адолесценти, за деца во пубертет, кои што многу полесно избувнуваат и на тој начин настануваат проблеми. Тоа што некогаш настануваат проблеми помеѓу различни етникуми, тоа не значи дека не настануваат проблеми во рамки на иста етничка заедница. Сега, секогаш кога ќе настане проблем помеѓу два етникума во Република Македонија, тоа се потенцира и се ставаат во прашање меѓуетничките односи. А тогаш кога ќе настане некој инцидент помеѓу една етничка група, тогаш тој скоро и да е занемер. Какви се односите меѓу Министерството за образование и ОПСЕ по изјавите од владата дека оваа институција го губи кредибилитетот? Јас вчера имав состанок со амбасадорот Хереро, имавме еден подолг разговор од 30 на минути, отворен во една нормална атмосфера и не гледам дека има некоја затегнатост во односите, особено не помеѓу Министерството за образование и наука и амбасадата, односно амбасадорот на ОПСЕ, господинот Хереро. Дали препораката на ОПСЕ ја реализиравте нецелосно со оглед на тоа што не започна факултативното изучување на албанскиот јазик за македонските деца? Напротив, препораката на ОПСЕ е следна. Значи, македонскиот јазик да се изучува од прво одделение на задолжителна основа, а јазиците на заедниците да се изучуваат на незадолжителна основа. Јас ви потврдувам дека препораката, ако така се земе, е целосно испочитувана, затоа што со оваа одлука е воведен македонскиот јазик да се изучува од прво одделение, а веќе постои можност на факултативна основа да се изучуваат јазиците на заедниците, почнувајќи од пето одделение, односно од шесто одделение, зависно дали станува збор за осмолетка или деветолетка. Да. Така да, ова е веќе дадено како можност. Тоа колку се користи, тоа е веројатно прашање и тема на која што треба во натамошниот период малку подробно да се осврнеме и можеби тука ќе треба малце повеќе да направиме. Да проработите во која смисла? Можеби треба да се промовира ова повеќе во јавноста, дека е оваа можност дадена, особено во местата каде што македонското население е малцинство. Мислам дека на оваа мерка која што е донесена од страна владата треба да се потенцира повеќе и да се охрабрат на некој начин учениците, што повеќе да се приклучуваат кон оваа иницијатива и да отпочнуваат со изучување на останатите јазици, на останатите заедници во Република Македонија. Дали Министерството за образование ќе остане на ставот дека албанските деца треба да го учат македонскиот јазик од прво одделение? Лично сметам дека оваа одлука е полезна и не се однесува само на албанската популација, оваа одлука се однесува на сите етнички заедници во Република Македонија и можеме да констатираме дека од страна на сите останати етнички заедници оваа одлука е соодветно имплементирана и е прифатена како полезна. Останува тоа да се направи од страна на албанската популација, која исто така во дел веќе почна веројатно во некои делови од земјата да има различен став околу ова прашање и тоа е, мислам, добра тенденција. Ние ќе се обидеме во натамошниот период преку диалог, преку организирање на експертски трибини, преку помош од страна на советниците од Бирото за развој на образование, преку посебни обуки кои што сакаме да ги направиме на наставниците, преку еден мануел, значи гайдлайн до наставниците како треба да го применуваат, односно да имплементираат програмата, да помогнеме оваа одлука соодветно да се имплементира. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.